Ја би предложил ние да го побараме имотот на ВМРО ДПМН, имотните листови. ВМРО ДПМН имотните листови има згради, куќи, деловни објекти, приватни објекти, пасишта, шуми, ливади, ниви, имаат езера. Ние ќе ги објавиме тие, а подрумот на Левица и обидот сега да се спинува, па и онаа ја гледам Дафина со 6-7 стана Скопје, Гостивар, каде не стигнала купила стан. Она као нешто сега ќе го деме купил зграда, а па си. Значи тоа е катастрофа. Особено е проблематично тоа што, например, во услови кога вие треба да ќутите и да се сокриете, значи вас ви се случија за 9 месеци бројни скандали и афери, иако премиерот сака да каже нема афери за нас. Да. Вас ви се случуваат во моментов неколку протести. Ви имате протести очекувано за Кочани, имате протести за депонија во Битола, вие имате ССМ штрајкови, сега се најави и генерален штрајк. Вие имате протести на земјоделци, оризопроизводители, тутунари, земјоделци со раноградинарски производители, сточари во Пелагонија. Вие имате секој дневно по некој протест, по некоја хаварија и Дафина со Апасиев. Престанете со тие глупости, не сте опозиција. Значи, ако Апасиев направил нешто, се очекува оваа влада и МВР да поднесе кривична пријава. Вие сте влада. Вие не сте опозиција и сега овој направи, излагате и се жалите како тетки на чешма. Поднесувате пријава и терате. Не се очекува од вас пресконференции за Апасиев, Филипче, Ахмети, не знам што. Од вас се очекува резултати, работа и одлуки. Ако сметате дека Апасиев направил кривично дело, поднесете кривична пријава, иначе не замарете и кажете што правите. Ако сметате дека Али Ахмети правил кривични дела, како што тврдите 7 години, поднесете му кривични пријави и приведете го. Ако сметате дека Венко Филипче требал негде да одговара, поднесете му кривична пријава и нека одговара. И не досаѓајте со тоа пресовите. Значи на пресови треба да излезете да кажете ова го направивме, тоа го направивме, тоа го направивме. Не покривате ништо, стварате дополнително нервоза.